Благодарам. Почитувани председателе, почитувани колеги пратеници, најпрвен ќе ви известам дека имам намера до собранието, повикувајќи се на член 70, до утврдувањето на дневниот ред на седницата, да предложам внесување на точка во дневниот ред, која што е од итна и неодложна потреба, и затоа го опоменувам председателот дека согласно членот 70 имам 10 минути за говор, ќе ве замолам да го сетирате часовникот на 10 минути. Тоа го расчистивме вчера. Не е расчистено тоа вчера. Не ги расчистуваме незаконските постапувања, председателе. Не се расчистуваат така лесно. Ве молам да ми го овозможите времето кое што ми го предвидело деловникот, а истото е аргументирано. 3 минути, а вие трошите време. Истото е аргументирано и со писмен предлог, онака како што е предвидено во членот 70. И вчера вие го објаснивте тоа дека бил петиот ден, дека немало 3 работни денови, денеска сме нов датум, нов ден, потрошени се 3 работни денови, согласно на тоа се повикувам на моето право да предложам дополнување на дневниот ред, затоа што уредно се пријавив за дополнување на дневниот ред. И кога се пријавуваме, не се пријавуваме по една точка, Посlovникот, туку се пријавуваме за измена и дополнување, и затоа предлагам дополнување со Законот за стоковите резерви, затоа што во ЕК е сеидбата на оризот многу значајна земјоделска култура, на сите ни се заганува глобална прехранбена криза. Редно време е да ги читуваме напорите на оризопроизводителите кои што претежно се наоѓаат во Кочанско, и оризот да биде додадена како култура која што ќе биде од особен интерес за граѓаните, како што е пченицата, како што е пченката, јачменот, источната храна и готварската сол. Едноставна измена на Законот за стокови резерви, со што ќе се овозможи на Агенцијата за стокови резерви да располага и да го откупува и оризот од оризопроизводителите. Со тоа ќе се избегне можноста за ценовни манипулации и ќе се додаде сигурност токму на оние кои што се најпогодени од ценовниот раст, затоа што ќе ве потсетам дека цената на оризот и оризовата арпа е непроменита, а има енормни промени во трошоците за обработка, за ѓубриво и сите останати трошоци за репроматеријали кои што им се потребни на земјоделците. Затоа немојте да се криете позади толкување своеволно на деловникот, затоа што овде сме за граѓаните. Не можам ваков значаен закон да го образлагам и да се тркам со часовникот со вас, затоа што едноставно не дозволувате. Зошто се обидувате да ја замолчувате опозицијата, не ми е јасно и не е јасно на оризопроизводителите. Во моменти кога се ве молам, ако ништо друго, додадете ги секундите кои што ги одземавме додека се расправа со вас. Ако ништо друго, значи барам најкоректно од вас да постапите. Ако ништо друго, дозволете ми да си ја завршам мислата. Станува збор за оризопроизводителите, станува збор за луѓе кои што се на нивите, додека вие овде седите под овој стаклен кров и почнувате кампањи да објаснувате кој работел, кој не работел. Излезете на збор има пратеник Мирча Џиовски. Ќе земе збор или се откажува збор, повели. Да се додаде оризот. Која е причината што бегате и се криете од ова? Едноставно ослободи ја говорницата. Имаме кризни, имаме воредни состојби. Покрај пченката, пшеницата, јачменот, пратеник да додадене Миле Левков, пратеникот Миле Левков да ја напушти говорницата, одземе вие зборот. Од нашите ги купуваме. Срамота е ова што го правите. Мирча Џиовски, ќе дојдеш на говорница или се откажуваш? Денеска е нов ден, да знаете, и уредно го подвижуваме. Почекај, Мирче, секунда, почекај, процедурално. Да, фина процедурално. Немојте така. Како е тоа?